Со психологот Амела Мемиш Апостоловска во новата емисија Мој збор ќе разговараме на неколку прашања кои што се врзани со родителството. Колку родителите треба да се потпираат на сопствената интуиција и да градат автентичен однос со своето дете, сослушувајќи ги неговите потреби, прилагодувајќи се на неговите интереси, а во која мера родителите треба да сослушуваат совети и од други стручњаци и дали самите, впрочем, треба да бидат стручни лица во обавување на своите родителски обврски, родителски задачи. Зборуваме во новата емисија Мој збор, а вие останете со нас во продолжение, проследете го нашиот разговор, ќе предискутираме на многу интересни моменти кои што се врзуваат со родителството и имплементирање на знаењето од психологијата во практикување на свесно и автентично родителство. Амела, ти благодарам што прифати поканата да гостуваш во емисијата Мој збор. Во изминатите неколку недели, во изминатите неколку емисии работевме на тема родителство, меѓутоа со тебе би сакала да го поврзам оној момент кога станува збор за имплементирање на твоите образовни вештини во концептот, во практикувањето на родителството, и тука ќе се врзаме малку и со современите текови во однос на воспитувањето и социјализацијата на децата, твоите да кажам предизвици со кои што си се соочила и на личен план и како твоето знаење како психолог и помошта и работата што ја имаш со другите деца и родители ти помогнала, впрочем, да го на некој начин практикуваш родителството и да бидеш од полза и од помош и на другите луѓе со давање на совети и срдечно споделување на твоето искуство. Еве, за почеток ќе почнеме баш со тоа што се случува како новина на план на социјализација и воспитание на деца. Многу често гледам и кога разговарам и со невролози и со друг профил на професии на луѓе, на стручњаци, забележуваат дека многу голем дел од времето децата го поминуваат со видеоигрици, со комуникација на социјални мрежи, па сега и вештачката интелигенција, па четуваат со некои чет-ботови и така натаму. И сето тоа некако станува секојдневие на децата, дури и да сакате да го тргнете од екран или од тие вмрежување на социјалните мрежи, на некој начин може и штета да се направи заради тоа што потоа нема да биде прифатено од групата на врсници, нема да биде доволно социјализирано во својата врсничка група. Како ти гледаш на тоа што се воспоставуваат новите агенции на социјализација и каде да најдеме рамнотежа помеѓу тој екстремна постојано поминување време пред екраните и оние вметнување на традиционалното присуство на родителот, на соседот, на роднината и така натаму. Видеоигрите или агенциите на социјализација не се неизбежен дел во модерниот свет или во дигиталната ера во која што се наоѓаме, така да ние не можеме да го спречиме, туку можеме да направиме една контрола врз тоа што нашите деца користат, кои социјални мрежи ги имаат, што исто така играат, какви игри, затоа што во денешно време имаме и насилни игри кои што се многу вметнати и децата потоа исто така го губат тука и емоционалниот контакт меѓу себе, воедно моралните вредности исто така се губат и доаѓа до секако оние сите работи кои што јас ги изнесувам на социјалните мрежи, што се случува надвор со децата потоа. Родителите секако дека не може да имаат потполна контрола врз тоа. Тоа ние тука треба да се вклучат и медиумите, тука треба да се вклучи и воспитно-образовниот процес, сам систем кој што треба да поведе малку ред и контрола и да ги научи децата на критичко размислување. Сакам да те прашам, кога се веќе социјалните мрежи ги спомнавме и видеоигрите, сега децата се изложени на тоа влијание од содржините кои што се пласираат и во медиумите и на социјалните мрежи и многу често забелешката на да кажам, совесните родители е дека нивното дете многу често е изложено на некои содржини кои што не се прилагодени за негова возраст, а нема регулатива со која што би се на некој начин филтрирале тие содржини. Од друга страна го имаме приговорот дека можеби тоа станува збор за цензурирање, спречување на остварување на слободата на говорот. Како тука да воведеме некој механизам и контрола? Дали повторно ти што спомна родителите се тој први
да кажам, првата инстанца каде што треба да се направи некоја контрола на тоа што гледаат децата и што восприемаат. Го разберам прашањето во потполност и како да се справиме. Секако дека јас сум ги имала тие прашања како да се справам, но постојат алатки кои што се за филтрирање и за мониторинг на тоа што моите деца играат и колку моите деца поминуваат време пред екраните, со што денеска имаме многу делови кои што може да се искористат за да јас им го спречам и да им го ограничам времето на користење, секако и авторитетот. Авторитетот ако не биде соодветно даден на детето, туку му биде дозволен, како што веќе се дозволува да се руши и во училиштата авторитетот на наставниците, така и ние, мислам и повеќето родители, утре се соочуваат со овие предизвици да го губат авторитетот кај детето. Затоа што така со тие норми се израснати. Според мене, сепак и оние кои што ги, тука веќе не станува збор слободата на говорот ние да ја спречиме. Или слободата на тоа што они ќе продуцираат и што они ќе изнесат, се зависи од нас, од владата, што ќе одобри и секако дека може да се направи рестрикција и на користење на видеоигрите во годините. Доколку години може тоа дете таа игра да ја игра. Доколку не може, а секако дека денеска децата прават и лажни акаунти и сето тоа. Мене тоа ми е доволно познато затоа што и јас имам деца, па сум вршала мониторинг и сум одвојувала време да проверам од каде сега акаунт, зашто акаунт, како успеа да ти овозможи тие акаунт затоа што ставаат година на раѓање која што е над 18 години. И тука кај мене доаѓа веднаш ја уклучувам алатката која што ја имам, која што е поврзана со да кажам, со наќерка ми телефонот и јас тука веднаш блокирам. И јас си го блокирам се додека не стане свесна дека може да користи и да знае, затоа што денеска и од една страна кога ќе видиме има многу работи кои што не се добри за децата да ги читаат на социјалните мрежи. Кои што медиумите, наместо да сепак ни дадат нешто многу корисно, тие ни даваат секако медиум како медиум, секој гледа, не гледа дојде до повеќе гледаност. Јас не ги критикувам, ми ја отворите да се едуцираме и ние возрастните да слушнеме и да прочитаме нешто. Полесно ни е да прочитаме отколку да гледаме емисија или било што. Така да сепак кај децата мора да има контрол. Барем според мене и тука треба да се вклучат и родителите, и воспитно-образовниот систем, и владата, и сето тоа да се направи една регулатива на тоа за детските содржини. Кои се и колку може да се користат и дали се одобрени и како. А пак водачката сила ја има родителот. Мислам дека ова веќе ми го одговори, меѓутоа ајде да видиме, можеби да дадеме идеи или да го откриеме начинот како можеме повеќе да се зголемат регулативите во однос на детските содржини. Тука имаме ние закон за аудиовизуелни медиуми и закон за медиуми кои што ограничува и ги сместува содржините кои што се појавуваат на медиуми, мислам на традиционалните медиуми, радио, телевизија и така натаму. Ги категоризира по возрасти, сега има, ако има насилна содржина или експлицитни сцени, тогаш е забранета таа содржина за деца, до 14 годишна возраст, до 8 годишна возраст и така натаму, или тоа да се следи со надзор на родител. Меѓутоа, еве тука државата направила некој систем, ама ни останува оној интернет простор кој што ми се чини дека е целосно слободен од сите регулативи и тука не можеме да имаме контрола, дури како што кажа ти, децата наоѓаат креативни начини да си направат свој акаунт, да си направат своја користичка сметка, да пристапат до некои содржини, да дадат лажна информација за да добијат од другата страна пристап до сите тие работи. Како можеме, дали можеме како ние, како родители или како загрижени корисници на интернет содржините да покренеме некоја иницијатива да се зголеми регулативата и контролата на тие содржини, или сепак мислиш дека ќе наидеме на некој отпор затоа што станува збор, повторно ќе кажам, за таа слобода на говор за која што многу се говори во последно време? Секако дека на секоја емисија, јас кога гледам филмови, има под самиот канал, во зависност од кој канал се емитува, има ограничување на години, дека таа содржина има најава дека не е за децата да се гледа, например, под 14 години, не за деца под 16 години, дека има насилство или било што во филмот или емисијата која што
се продуцира во моментот на телевизија, но тоа не значи дека ние кога сме присутни, секако не можеме секогаш да бидеме присутни, треба да им забраниме да гледаат, но со нивните постапки што ги прават, секако ќе ни биде јасно, кога ќе го провидиме детето и кога ќе го процениме дека прави нешто што не е вообичаено, значи дека гледало нешто што не е секојдневно. Научила нешто од телевизија во моментите кога како родител не сум била присутна, а тоа гледала. Мислам, како што работам и со родители, работам и на освестување на таа тематика, затоа што можеме денеска да ги скучиме лесно рутерот и да не дозволиме да го користат додека не сме дома. Еве, например, јас тоа го правам. Кога јас не сум дома, децата мои немаат пристап до интернет. Имаат пристап само за да се јават доколку имаат потреба, но не може да гледаат ниту телевизија. Затоа што сепак тоа го правам за добробит нивна. Сакам да кажам дека едноставно потребна е едукација, од што ќе ни биде од големо значење, да се повеќе едукативни програми да се внесат, образование, мислам, образовни програми, што е корисно, што не е корисно, да се научат на критичкото размислување. Критичкото размислување кога го зборувам и кога го кажувам сега во моментот, тоа значи да се научат што е добро, а што не е добро да се гледа на телевизија или на интернет. Еве да кажеме, како што ги споменавте, социјалните мрежи, интернетот. А сепак ние имаме можност, ни се нуди од Телеком, ни се нуди од сите страни да ги имаме и бесплатно на самите Play Store апликации или во зависност Apple, зависи кој каков телефон користи, што може акаунтот да го врзе со акаунтот на своето дете и да може да го ограничи во гледањето и дури и да го лоцира детето каде му. Во моментот живееме во такво време каде што навистина ни е потребно да внимаваме децата каде ни се движат и што прават. Како се едуцираат. Еве, постоеше така една TikTok, Супермен беше играта. Можеме само да видиме од тука колку работи се случија. Во некои држави е забрането веќе TikTok. Забрането на една година. Значи, самата држава го донела законот да се забрани. Кај нас се завршија многу деца со скршеници. Поради една игра која што децата ја пласира и се снима во училиште и сето тоа ми керкаме ми го пренесуваше и што прават во училиште, само кај нас пак ја скажувам. Јас како родител реагира веднаш. Ама и директорот беше отворен за соработка. Што ме така да во ред, ние ќе поведаме, значи тука ќе внесеме построга контрола над децата. Значи авторитетот на ни се сруши. Сепак тоа е наставник кој што треба да се почитува. И се знае авторитетот на наставникот, се знае авторитетот на директорот, се знае авторитет на психолог, педагог и таа цела стручна служба што е во воспитно-образовниот процес. А најглавниот момент од каде потекнува е од градинките. Раната интервенција и раната едукација на децата во однос на користење на социјалните мрежи е од градинките треба да почне. Значи од воспитување, од воспитувачките. Меѓу другото, она што исто така ти го споделив и надворот кам мирите, сметам дека ги поврзуваш твоите лични искуства и твоите предизвици со кои што си се соочила како родител и твојата струка, твоето знаење од областа на психологијата и образовните вештини и некако се гледа дека во твоите јавни настапи, во твоите апели, во говори и во сето она што го советуваш на другите родители, се гледа твоето искуство, се гледа дека тоа го живееш што го зборуваш и го имплементираш во своето родителство. Колку е важен тука јавниот настап? Кај нас, например, живееме во една многу интересна средина, ајде така да ја наречам, да не употребам некој пежоратив, интересна средина во смисла дека се смета дека ако јавно говорите за вашата состојба, за вашите посебно ако е некоја болест во прашање или ако е некоја медицинска состојба, се смета дека тоа е некој табу, затоа што кај нас се верува дека срамота да бидеш болен, срамота е да бидеш под медицински третман. Мислам, луѓето не се срамат што прават кривични дела и многу пострашни работи, меѓутоа се срамат да зборуваат јавно, па и не јавно, и во приватни кругови се срамат да споделуваат работи кои што се однесуваат за нивниот медицински третман. Колку ти сметаш дека јавниот настап и медиумите тука се важни за да се прекине конечно со таа стигматизација и да се свати дека луѓето кои што биле
вклучени, например, во медицински третман на деца со аутизам или ја живеат таа диагноза, како да кажам, ја откриваат диагнозата, третманот, даваат совети дека не треба да бидат на некој начин дискриминирани и стигматизирани, туку медиумот е тука да ги потикне да зборуваат за своето искуство, да го пренесуваат, за да го научат општеството да ги прифати различностите, меѓутоа и да биде користен за другите што утре може ќе се најдат во слична или иста ситуација, едноставно да го знаат патоказот и да се сетат на овие зборови кои што еве например ти како родител ги кажуваш и една друга група голема за среќа на родители кои што едноставно со својот јавен настап и медиумскиот простор го користат за да помогнат и на другите. Значи овдека зборуваме за стигматизација или освестување. Јавниот настап и тоа што јас го пренесувам на социјалните мрежи е една платформа која што ја користам за кршење на бариерите. За да ги соочам родителите, да ги потикнем на говор, на отварање, дека денеска не е срам да го произнесеме оноа што го живееме. Баш е освестување. Тука веќе, стигмата е во тишина. Стигмата е токму оноа што се крие, од кое што се плашат од различностите. Јавниот настап воопшто не можам да го земам да го земам како една врста на стигматизација, да кажеме. Да, стигматизација е, но не е стигма. Затоа што јас баш преку тоа допирам до родителите, ги освестувам и не е срамота да кажам дека моето дете живее со аутизам. И работам со родители кои што работиме токму на таа тема за освестување, токму на таа тема за охрабрување, токму да излезат со тоа дете без разлика за што и да се работи, но исто така и сум кажала и јавно кажувам дека како што јас не сакам болно дете, например, кога би ми било со грип или со нешто донесам во друга куќа, исто така не сакам ниту да го донесат. Но тоа треба да се каже, не да се сокрие и да го донесат дома кај мене и потоа што сме направиле. Прво не знаеме детето со каква состојба се соочува, например, да кажеме невролошкиот процес на моето дете или астмата кај ќерка ми како е и како може да делува по тоа тој вирус ако се пренесе. И затоа денеска немаме потреба да криеме дали детето има сипаници, дали детето има грип, вироза или дали детето се справува да кажеме со некој аутистичен спектар или да се срамиме од тоа. Немаме потреба од срам. Срамот е бариерата која што јас ја рушам и која што едноставно јас преку моите деца гледам мојата цел за да ги срушам тие бариери на осуда и на критика. А медиумите можам само да кажам дека до сега 2 медиуми кои што сум сретнала, кои што навистина пласираат емпатија, ги отвараат видиците на освестување на родителите, им гледам дека доста ме поддржуваат. Ако ми се дозволи, јас можам и да ги спомнам секако. Црно-бело исто така гледам дека доста споделува позитивни работи наместо само критика и да ги дополнува тие со омраза работи кои што ги споделувам, не туку и Фемина исто .порталот, .мк што е порталот и они исто така доста поддржуваат и шират емпатија помеѓу луѓето, ги мотивираат и родителите да се појават тука. А и на моите објави родители, многу родители се јавиле дури и за консултации, работиме и на освестување и на тоа и ги учам како треба, затоа што од родителот потекнува се. Ги учам како треба да се воспостават комуникацијска врска, како да излезат во јавноста, како да проговорат, како да ги срушат тие бариери, тие предрасуди, затоа што болеста не е срам. Болеста и не е попреченост, туку е предност. Затоа што можеме да го гледаме како предност, се зависи од тоа ние како гледаме, нашата перцепција како го сваќа тоа. Перцепцијата на околината воопшто не е ни битна. Ако еден човек направи еден позитивен чекор, тогаш и останатите ќе почнат да го следат. Битно е доволно само еден човек да направи чекор. И да почне да размислува, перцепцијата ќе се минува и на сите останати. Кога зборуваме сега диверзитетот на невролошкиот, на когнитивниот развој во случај со твоето детенце, со твоето синче, ти неколку пати истакна во јавност дека
сте се справувале со спектар на нарушување, аутистичен спектар на нарушување, меѓутоа сето тоа е надминато со многу труд и со многу работа, со многу родителска поддршка. Сега детенцето, колку што знам, и вербално говори, комуницира, има, да кажам, добар одговор, добар фидбек од самата заедница и навистина голема поддршка. Многу ми е сега важно во поглед на воспоставување на нормите и во самата наука и во самото општество. Кој одредува што е тоа што е типично и што е нормално, кој е тоа што одредува што е тоа што е атипично, со однос на тоа дека и самата парадигма во науката се менува. Ако хомосексуалноста до пред 50-60 години во психијатријата се лекуваше како болест, денеска е најнормална прифатена состојба, човечки факти и така натаму. Еден куп други состојби исто така кои што се надминати во рамките на науката се тргаат како воопшто диагнози затоа што нема потреба тоа да се смета како диагноза. Се повеќе луѓе имаат на некој начин како што ги нарекуваат во специјалната едукација се со атипичен развиток или имаат некое когнитивно нарушување. Тоа така се третира од средината. Меѓутоа тоа се само некои диверзитети, различни, имаат различни перцепции, различен однос кон светот кој што не мора да биде погрешен. Како ти како родител од твоето искуство и како психолог си ги почувствувала тие наметнување на норми? Сега ова е нормално, сега ова е ненормално или ова е атипично и кој е тој што има воопшто право или центар на моќ да поставува такви норми и да ги нормира луѓето како нормални или различни? Веќе кога зборуваме за општествените норми, тука веќе е склоп на историски, традиционални, социјални фактори. Тука игра повеќе фактори се вклучени. Во однос на тоа нормално и атипично, они повеќето кои што го користат, би кажала дека и невладините институции често како да бараат еден вид на внимание, па го користат во однос на тоа атипичен. Атипичност, едноставно секој дете и секој лице заслужува да биде еднакво и прифатено, да не се гледаат различностите, затоа што тоа атипично може да го сметам како богатство, а не како недостаток кај тоа дете. Лично од моето лично искуство, да, и јас како сум користела термини типичен и атипичен развој, но како нормално поминува времето, веќе сваќам дека едноставно моето дете не е ништо поразлично од другите. Напротив, моето дете шири емпатија. И не само моето, туку и со оние родители со кои што јас работам. Често знаат да ми кажат, моето дете, знаете, вака и вака се однесува. Моето дете тоа и тоа го прави. Да, ние работиме на тоа, но кога ќе им ги срушам тие бариери кај родителот, значи прво кај родителот делувам. Кога ќе ги срушам тие бариери, веднаш перцепцијата за нивното дете се менува. И не го гледаат веќе како дете кој што со атипичен развој, туку го гледаат дете кој што е дел од општеството и треба да биде само прифатено. Општеството игра голема улога во прифаќање на децата кои што се со атипичен развој. А јас секогаш велам, моето дете не е ништо поразлично од другите. Ако гледаме така, баш оние деца кои што ги нарекуваат типични се 3 пати по-аутистични или атипични во нивното однесување. И така и надвор ги губат моралните вредности, им се изгубени на децата. Нарушено, значи дозволено им е да прават се што сакаат. Јас не ги критикувам родителите, ниту имам право да ги критикувам, туку треба само да се завземе малку повеќе едукација од образовниот систем, владата малку да превземе улога тука, значи да ги превземе работите во своји раце, и да зиме за да се вметнат програми, како што и јас работам со родителите, како што и јас ги вметнувам програмите, техниките, како да ги срушиме тие бариери кои што кај нив сега да бидеме малку поотворени, кај нив се веќе тие вкоренети и треба долг процес додека тоа да се искорени, кај нивното дете нема проблем. Зашто би барала по интернет што е со моето дете и ќе ги внесувам симптомите и да барам да ми даде некоја диагноза, со која што јас нема да спиам по цела ноќ? Не, детето е во ред. Туку само треба малку повеќе да се даде авторитет, малку повеќе едукација, повеќе прошетки, излегување надвор, повеќе време поминување со детето, отколку на социјалните мрежи, затоа што самите социјални мрежи го губат емоционалниот контакт родител-дете. Ако јас седам на телефон, моето дете седи на телефон,
Што имаме јас и детето во просторот во кој што се наоѓаме? Ништо. Ние немаме контакт емоционален. Немаме буквално ништо. Ние сме како две индивидуи кои што седиме, а немаме никаква допирна точка. Или да излеземе во кино, еднаш во неделата можеме да го направиме тоа. Но сепак, капак ќе кажам, на нормалното и атипичното, за мене немаат никаква разлика. За мене се еднакви. И треба да се едуцира и општеството, и мислам образовниот систем да се вклучи, и владата исто тука малку да се превземат мерки, и невладините организации да почнат веќе да зборуваат дека секој дете има право да живее еднаков живот како што живее и секој нормален човек, како што ги нарекуваат нормално. Кога ќе погледнеме и во некое нормално дете, па ќе најдеме некои работи кои што не се така како што го третираат. Многу интересно, затоа што ова што го каже, сите ние и како возрастни единки дури се бориме за некоја посебност и да покажеме некоја индивидуална карактеристика и црта која што е различна од другите, а од друга страна во науката или во социјалниот систем имаме баш такви парадокси и вредности кои што не туркаат во некоја нормалност, во некој тесен простор, во некоја типичност, а од друга страна се пропагира индивидуализам. Значи и тука можеме да се сложиме дека постои некој парадокс и двојни критериуми кои што не би требало да ги има, меѓутоа еве тука сме да зборуваме за нив. И уште последно прашање во интерес на времето ме интересира со однос на тоа дека ти си психолог и работиш со другите родители, го споделуваш со родителите особено, го споделуваш твоето искуство, меѓутоа и од нивните искуства црпеш многу и знаење и придонеси даваш во развој на твојот психолошки пристап во работата со родителите. Што мислиш, дали родителите денеска, затоа што на вистина имаме голем притисок пред да се одлучиме да станеме родители или откако ќе станеме родители, да постојано ни се делат некои лекции. Сега родителот треба да биде вак, родителот треба да биде во овој стил, треба да биде демократичен. Се квантифицира колку време треба да родителот да помине со детето. Па цело време имаме некоја дилема, дали треба детето да оди во градинка, на која возраст треба да оди во градинка, дали треба повеќе време со мајката да поминува, колку е клучна фигурата на таткото. Постојано некоја као научен пристап, ама као да се прави од родителството некоја квантна механика. Дали родителите треба да бидат виртуози и сите да идеме на курсеви по психологија, специјална едукација, социјална работа и не знам уште кои педагогија, кои сегменти научни се вклучени во подигањето и развојот на едно дете, или е доволно она што ти го кажа, поминувајте време со вашите деца. Бидете 24 часа на располагање на нивните интереси и потреби и слушајте ги. Оти родителот, вистинскиот родител е тој кој што е тука за своето дете, постојано и присутен во неговиот живот. Не е тој што ќе му овозможи подобар телефон на кој што ќе може да игра подобра видеоигрица или PlayStation од најновиот тип. Која е тука твојата порака еве за родителите за крај, некако да го завршиме овој разговор, да ни дадеш некоја поука еве и од твое лично искуство и како ти ги доживуваш сите овие работи што се случуваат на план на родителството? Прво еве јас како психолог, ке мене помага тоа нормално дека ми помага да ги препознам емоциите кај децата, не само кај моите, туку кај сите деца и кај родителите, за да можам да делувам, да им помогам. Во моментот во кога се наоѓаат во таква една каде што им потребна и емоционална поддршка, тоа дали треба родителите да додат да посетуваат курсеви по психологија, педагогија или што и да е, да станат рехабилитатори или специјални едукатори, не. Мојот одговор е не. Во ред да се едуцираат, да внимаваат кај кого, затоа што да не дозволат секој да им чепка во душата. Душата е сепак еден еликсир и извор на животот, туку да се свртат интуитивно, затоа што самата интуиција како родител, самото родителство, кога веќе ќе станеме родители и универзумот се менува, и нашето насочување е тоа нешто да каже, што кажал другиот и како јас треба и дали сум јас добар родител. Секој родител е уникатен и прекрасен на свој начин. И само треба да се слуша себе си, во тој момент, во даден момент, и секако дека не е лошо да побара стручна помош, доколку му е потребна и доколку се најде некаде заглавен во некој сегмент од процесот на родителството. Убаво е да постои тој триаголник на соработка дури и со воспитно-образовниот систем. Да има родител,
значи дете воспитно образовен систем. Убаво е да посетува градинка, затоа што таму си го формира карактерот. Но најбитно е родителот да биде автентичен, за да може своето дете да си го крене на ноза или да го исправи на прав пат. Автентичноста е клучна кај секоја мајка. Ќе ставаме, затоа што сепак мајката е таа која што го носи детето 9 месеци, мајката е таа која што го раѓа тоа дете, која што поминува низ тој процес и која што го препознава плачот интуитивно. Ако ајде почнеме од тоа, како може една мајка да знае кога на бебето му се јаде кога плаче? Кога знае кога го боли нешто? Тоа плаче само. Значи, тоа е таа интуиција која што е кај нас поврзана со детето како мајки и каде што сме реагирали. Јас сум имала прашање од сопругот. Како знаеш ти кога му се јаде на детето? Таа е интуиција што јас ја слушам. И јас се слушам себе си, го слушам плачот на моето дете и поврзаноста мајка-дете. И се водам кон тоа. Тоа дека треба потребно е понекогаш да има едукација, како што јас ги работам. Имаме консултации, ќе се консултираме, ќе седнеме дали ќе си има термините 1 час, 2 часа, во зависност колку нив им е потребно. Секогаш ми ја давам слободата на избор. Изберете вие колку вас ви е потребно. Вие знаете со што се соочувате. Јас не знам за да ви кажам колку време вие треба да поминете со мене. Сепак им ја давам таа слобода, не ги ограничувам дека 1 час треба или половина час ви е доволно. Не знам што од таа страна мене ме очекува и затоа им кажувам. Вие знаете колку вас ви е потребно, јас ви стојам на располагање. Тука сум. И ги поддржувам и секогаш одам и кон тоа доколку ви е потребна, доколку ја видам дека на никого навистина му е потребна постручна, да кажеме, помош, тоа не е страшно да се отиде, па и јас сум одела. Пред да влизам во психологијата, јас сум посетувала психотерапевт, што е нормално. За мене е нормално, во западните земји тоа е нормално, секој посетува, нормално треба да се одржи психосоцијалниот живот, мислам, здравието да се одржи на високо ниво. Да бидеме ние прво здрави како родители, затоа што имаме мајки кои што кога ќе родат имаат посттравматски стрес и депресија, постпородилна депресија. Па треба со таа мајка некој да седне да поразговара. Треба да се вклучат и во самото акушерство, значи да речеме кога се раѓаат бебињата. Треба да има стручна помош, барем од психолог, кој што ќе го посети секого по 15-20 минути да види во каква состојба е, па да може да ги даде потоа еден извештај во таа соба или ке таа родилка и треба повеќе време, значи се соочувам во моментот, па имаме деца кои што завршуваат во инкубатор, имаме бебиња кои што завршуваат под респиратор, мислам под кислородна поддршка, на кој што им е потребна во зависност од бременоста, па имаме лица кои што жени кои што мајки кои што лежат на патологија, мислам тоа е веќе патолошка бременост. И треба да посетат. Не е страшно да се охрабрат, треба да се вклучат. Секаде треба да постои психолог. Не само во воспитно-образовните институции, туку секаде. Дури и во државна болница, да кажеме, значи во болниците треба да има. Треба да има и во спортските сали. Секаде треба да има по еден психолог кој што ќе работи, не само да седиме во канцеларија и да диплиме документи и да не оптоваруваат со документи. Затоа што јас тоа го гледам во училиштата каде што сум присуствувала, дека сите се со еден тон до документи, а не се превзема ништо тука околу децата. Па зашто сме тогаш работени како психолози? Зашто седам јас во училиштето и би седала, затоа и не седам, затоа и воопшто не се вклучувам. За да ги следувам документите? Не, јас ако треба да работам, ќе работам со децата. Тоа сум го студирала, тоа сум го учела, дали било средно, дали било градинка, дали било основно или било која институција да се работи. Дури и на факултет е потребно да има психолог. Затоа што има анксиозност, имаат пред испит, панични напади, кои што треба прво да се разговарат, доколку се примети да се тргне на страна и да се види. Сепак родителството е, јас кажувам, дека не треба да бидеме виртуози како родители, ниту јас сум била кога сум ги родила децата, но сепак сум побарала стручна помош кога ми била потребна, кога сум се наоѓала во таква состојба, сум посетувала секако некои вебинари и така, но тоа се вебинари, да кажам, кои што не ме научиле нешто многу,
сум посетила, да кажеме, неколку и сум се повлекла, сум сватила, сум го видела концептот дека е чисто само колку да се каже тоа е, но најубаво е она народното говорење, објаснување и примерот. Еве, јас сум една од тие кои што можеби ја имав таа среќа, па јас го кажам дека сум едно од благословените кои што така се чувствувам, да ја имам среќата и да работам, да ги имам децата, с кои што ги нарекуваат со атипичен развој, кај мене јас си ги третирам едноставно како и секое нормално дете, кои што се многу поемпатични за разлика од тоа се што имам видено од страна. Да бидам во оваа струка. Таа комбинација што е потребна и кај секој психолог што студира и психологија, тоа ќе го кажам. Не е само да учиме механички од книгите, потребна и пракса. Праксата е мохина алатка која што ќе го научи психологот на правилни насоки. Мила, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Уште еднаш да пратиме апел до родителите да се слушаат себе, да бидат интуитивни, да побараат помош меѓутоа кога е тоа потребно, да не се претерува со ништо и секогаш нели да се остави да се изгради некоја автентична конекција помеѓу родителот и детето, затоа што секој родител е уникатен колку што е уникатно и секој едно дете и секој едно битие на оваа планета. Јас ви благодарам многу за поканата да присуствувам. Драго ми е што ве запознав. Долг период еве вака се пишувавме, се баравме како да се сретнеме, но еве денеска бил денот за да се сретнеме и за да можеме ова да го изреализираме. Драго ми е што има слобода на говорот и тоа морам да си го кажам затоа што сум присуствувала на емисии каде што сум внимавала што треба да кажам, но тука навистина се почувствував слободна да го искажам оно што треба да се биде слушнато и да биде да допре до многу родители, до многу индивидуи и без разлика да не се родители. Еден ден ќе станат. Ти благодарам уште еднаш. И јас на вас исто. Секој родител со однос на тоа дека родителската задача и со однос на тоа дека родителството како животна улога е една од најодговорните и можеби најзахтевните животни задачи во животот на секој поединец, треба да се консултира и да зема совети од стручните лица и да побара стручна помош и емоционална поддршка секогаш кога мисли дека тоа е потребно, меѓутоа тој пристап до помош, стручна помош и совети од страна на стручни лица треба да е строго контролиран и ограничен, затоа што, како што вели и мојата денешна гостинка, психологот Амела Мимиш Апостоловска, не треба да дозволиме секој да чепка по нашите души и тоа секогаш кога ќе го дадеме како задача и доверба на некое стручно лице, тоа треба да биде исклучително дозирано во вистинска и умерена мерка. Ви благодарам што го следевте нашиот денешен разговор. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме!